Што помислувате кога ќе дознаете дека некој човек се занимава со боречки спортови и со боречки вештини? Генералното и општо прифатено мислење е дека тие луѓе посветуваат многу големо внимание на своите телесни вежби и можеби сакаат да покажат некој вид на надмоќ преку физичка сила. Но секако ова се сосема погрешни и површни претпоставки, затоа што се крие еден огромен сет на вредности и секако духовна димензија која што со себе ја носат боречките спортови и боречките вештини. За тоа што представуваат боречките вештини и боречките спортови и како тие го обликуваат животот на еден поединец, денеска ќе разговарам со моите двајца соговорници, со Ивица Алексовски и со Иле Ристевски, и двајцата врвни професионалци и докажани во областа на боречките вештини. Почитувани, ја следите емисијата Мој збор, концепт Двоглед, а темата на денешната емисија е педагошката улога на спортистот во општеството. Ивица, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостин во мојата емисија денеска. Ќе разговараме на една несекојдневна и можна интересна тема, а тоа се боречките вештини како стил на живот или како телесна практика, што во секојдневието можеби и површно чисто така се разбира, меѓутоа еве ти си долгогодишен тренер по боречки вештини и некако боречките вештини како да се својствен дел од твојата личност, од твојот начин на живот, од твојот секојдневен живот. Па затоа би сакала да те прашам каква улога и каква смисла имаат боречките вештини конкретно во твојот живот? Па можам да кажам дека боречките вештини имаат огромен дел моментално во мојот живот. А во почетокот кога ги изучувате, го се фокусирате претежно на оној технички дел, на она да научиш нешто ново, да совладаш нешто ново, да го зајакнеш телото. Но колку повеќе го живеете тој филм, да кажам, значи колку повеќе сте во тоа поле, гледате едноставно дека сите тие принципи кои што ги имаме во боречките вештини ги имате во секојдневниот живот. Она што го практицирате во сала, гледате дека го имате во секојдневниот живот. Така скроз, еве да кажам, низ моје долгогодишно искуство, скоро 35 години сум во светот на боречките вештини, можам да кажам дека има многу силна врска меѓу секојдневното наше постоење и живот и принципите и законите кои што важат во боречките вештини. Можам да кажам, значи денеска сум во одредени полиња успешен, благодарение на тие принципи и закони кои што ги имаме во боречките вештини. Иле, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш денеска гостин во мојата емисија Мој збор и ќе продискутираме малку за боречките вештини. Сега сме на твој терен. Јас навистина сум љубопитна кога станува збор за оваа тема. Имам многу прашања што сакам да ти ги поставам, ама првото прашање што ќе ти го поставам е секако можеби е клише, но е убаво да се знае, односно преку твојата лична приказна да видиме што значат впрочем боречките вештини, па би те прашала како е да се биде тренер по боречки вештини и што боречките вештини значат за тебе, за твојот живот и како ти учествува во обликување на твојата биографија. Благодарам за поканата. Чест ми е да бидам во вашата емисија. Боречките вештини беа, да речем, основа за мојот карактер. Нели, човек како се надградува после 4-та година, 5-та. Јас како почнав да вежбам кикбокс од 20 јули 88 година, од тогаш наваму спортот е мојот водич како во професионалниот живот, така и во приватниот. Да се биде тренер на, да речем, на мои ученици или на луѓе кои не ги познавам, да ги тренирам, да речем, психолошки аспект, мислам дека е дар од Бога тоа. Тоа не е нешто што може да се прочита во некоја книга да се научи, туку тоа мора многу искуство, години поминати во сала и надвор од сала, за да можам да бидам тоа што сум, тренер и психолог на моите ученици. И му благодарам на Бога за тоа. Моментално се наоѓаме во салата за тренинг The Strongest и она што можам да го забележам од прв поглед е дека има многу млади луѓе. Патем ми дојде и прашањето и идејата дека постои некоја тесна врска помеѓу
образување на младината, едукација на младината и боречките вештини. Значи, децата кои што доаѓаат во сала да вежбаат, тие не само што го подготвуваат своето тело за развој, туку и ги учат сите оние закономерности на живот и принципи и вредности кои што ти ги спомна. Што боречките вештини значат за растот и развојот на децата, односно на младите? Па боречките вештини се, ако мене ме прашате лично, јас би ги ставил да бидат дел од основното образование. Например, во поразвиените земји веќе наоѓаат. Значи, ако имавме ние порано во моето детство физичко воспитување, денеска, например, можете да најдете во развиените земји кај што имаат џуџица, кај што имаат џудо, кај што имаат боречки вештини, затоа што еве и модерното општество уведе дека преку овие вештини, да кажам, или спортови, на некој начин влијаеме врз децата да имаат поконкретен, како да кажам, поконкретно прилагодување кон оние општи социјални норми, оние работи кои што општеството ги бара од нив. Значи, доколку денеска за жал образованието е добро, али не е како порано што беше, сите со да се слагаме, боречките вештини и боречките клубови се еден добар пример каде што сите делуваме заедно и ние како тренери и родителите дома како родители нели да можеме одредено дете да го извадиме на прав пат. Сите оние работи кои што ние ги практикуваме од редовност, од хигиена, од другарство, социализација, гарантирам дека на тоа дете ќе му помогнат во секојдневниот живот. Значи, доколку го пратите детето дине на англиски, на германски или на некоја друга, да кажам, уметност или на некој друг тренинг, тоа се е окей за развивање на една личност, али мислам дека овој момент, поготово денеска е доста занемарен или физичкиот развој, е и текако потребен на денешната млади. Обично велат дека боречките вештини учествуваат во развојот односно представуваат своевидна телесна вежба и учествуваат во растот и развојот на телото. Меѓутоа, со луѓе кои што се од областа на боречките вештини, кога разговарате, едноставно се антиципира тоа дека имам нешто многу подлабоко, дека постои некој корпус од вредности, дека боречките вештини се во суштина една многу повеќе духовна дисциплина. Па сакам да те прашам, што боречките вештини значат во смисла градење на карактер и личност? Дали тренерите по боречки вештини се многу повеќе самодисциплинирани, мирољубиви, честни, лојални, фамилиарни? Кои вредности со себе ги носи еден, да кажам, човек кој што практицирал или се занимавал цел живот со боречки вештини? Значи, боречките вештини за човекот, да кажам, значат многу. Значи, од како што ги земаме децата за да ги тренираме после 4-та година, они немаат веќе тогаш ни ритам, немаат дисциплина. Не можат, мозокот се уште не може да му дојде до степен на логика, да знаеш што е логично, ако трчам до таму или до ваму, што значи, него тие кај гледаат трчаат само. Така да ние ги воведуваме во тие работи, прво ритам му даваме, да знаат што значи ритам за правилно дишење, кога седи дома, кога гледа телевизија или некој црта, не само за на тренинг. А дисциплината е тоа нешто што го можат да го дадат само, мислам, боречките спортови. Значи, ние како тренери пред се не можеме да му дадеме на друго човечко битие дисциплина, ако ние самите не сме пример за него. Сега може да кажуваме како треба, ама како да не именувам некој, вика не ме гледа што правам, туку слушаме што зборувам. Значи, дете мало нема никогаш да слуша што зборуваш, него тоа гледа и тоа повторува. Така да, како во сала, тие не гледаат само во сала, туку не гледаат и во приватниот живот, какви сме, што правиме. Така да ние сме одлика на нив и вие од другата страна, гледачите како родители, че доволно еден да каже што како тренира кај него, па тој секој ден пијан. И затоа одскокнуваме ние од да речем од другите врсти на луѓе спортистите, пред се морало дисциплината, праведноста и никогаш не си ја осликуваме правилен тренер или професионален спортиста, никогаш нема да ја покаже неговата сила во јавност колкава е. Секогаш ќе биде понизен, тој ќе оди до последна граница, а верувајте, многу е тешко професионалец да изнервирате. Неговите нерви се подебели од не знам што. И веќе ако премине некој границата, тогаш ќе се соочи со нешто што
не се соочил никогаш во живот. Боричките вештини и боричките спортови не се само акт на телесна вежба и не само што помагаат во растот и развојот на телото, само дисциплина, контрола, развој на моторичка интелигенција, логика и така натаму се само дел од придобивките за сите оние кои што вежбаат, односно тренираат борички спортови и борички вештини. Боричките вештини многу помагаат во развојот на телото. И да кажеме, тие се некој тип на физички вежби, меѓутоа не можеме да го избегнеме моментот дека тие имаат многу големо влијание и во развојот на нашата духовност. Например, ќе потсетам и тебе и гледачите, ќе ги потсетам на Платон. Платон велеше дека во идеалната држава ниту еден воспитно образовен систем не смее да се замисли без боречките вештини, односно без тие нели управување со оружје или посветување на внимание на телесниот развој, токму преди тоа што боречките вештини не учат на самоконтрола. Не учат кои се нашите можности на телото во смисла на сила и во смисла на слабост. Ке се согласиш ли со тоа дека само дисциплината и тој можеби духовен вредностен аспект се исто така бенефит од практицирањето, тренирањето на боречките вештини? Значи, боречките вештини не се само физичкиот дел. Боречките вештини без ментален дел не се боречки вештини. Значи, тогаш можам, значи, треба да ги поделиме вака, на боречки спортови и на боречки вештини. Сите денеска спортови произлегуваат од боречките вештини, кои што имаат своји закони, своји начини на функционирање. За жал, во некои боречки спортови денеска, ферплејот е на пониска гранка, имаме повеќе циркус него што треба да се прикаже самиот спорт, се во една насока да се заработи поише. Но, боречките вештини, без менталниот дел, без она кај што ние треба да учиме СП, хиерархија, хигиена и така натака, е нула. Еве, ја лично, например, после 35 години практицирање боречки вештини, па да не претерано скоро 27-8 години, медитирам, вежби за дишење правам, разни други работи кои што ми помагаат духовно да се развиеш. Например, ако земеш да работиш само физикусот како физикус, е окей и ќе се види од надвор, така? Ако почнеш да работиш менталниот дел што во прво време не се гледа, тој ќе го осети некој внатрешно. Значи, со некој кој ќе разговараш, поготово ние како тренери кои ќе му ја предаваш вештината, кој ќе сакаш да го научиш побрзо, мора да ставиш малку енергија. Сега, не може да го направиш тоа пластично, јас сум го научил, татко ми го кажал, ќе го пренесам натаму. Значи, доколку ти ментално не се усовршиш, надоградуваш, значи, не треба да учиш само до 20-25 години. Јас имам 47 години, секој ден све нешто ново чепкам, правам, пробувам, преме на ментален план. Нашиве ученици тука, нашиве студенти се идеално поле каде што ти можеш да испитуваш, да се надоградуваш, да експериментираш во одредени ментални области, за да можеш и нив да ги научиш и ти да научиш. Луѓето кои што вежбаат боречки вештини во главно посветуваат многу внимание и многу голем дел од својот живот и од своето време да изградат физичка сила, за да научат како да не употребуваат истата физичка сила, односно како да се справуваат можеби со некој свој агресивен порив и нели ние луѓето обично имаме вродена насилна природа и тоа во одредени сегменти од нашиот живот кој ќе попушти вниманието или кочниците кои ќе попуштат, па тоа испливува на површина, меѓутоа еве кај професионалните спортисти, професионалците во светот на боречките вештини има многу голема доза на самоконтрола и тие учат практично како да не употребуваат силата. И оттука сакам да ти го поставам и прашањето, обично се вели дека луѓето кога ќе им дадете многу голема моќ, тогаш знаат сите своји комплекси, фрустрации да ги вадат на површина. Боречките вештини како помагаат во случај кога човек има концентрирано лидерство, концентрирана моќ, води група од 30 луѓе, од 40 луѓе, има физичка сила што може во секој момент, како што рече ти, да ја покаже. Како боречките вештини на тој план действуваат за да ја можеме попречиме и собствената, меѓутоа и тујата насилна природа и ситуација? Нема оправдување дека дека не ни е денот или дека како што рековте, кочниците ни попуштаат. Кај нас не сме да попуштат кочници. Значи, кај нас нема место за грешка.
затоа што со мојата вештина, ако јас на улица ја употребам, на суд се квалификува како напад со оружје. Значи некој што нападнал некој со нож, со штрафцигер, со пиштол, во јавно обвинителство, мојата вештина, јас како мајстор во мојата вештина, ме судат како да сум нападнал некој со оружје. Исто како со пиштол да сум го пукал. Така да нема право на грешка дека денеска не ми е денот или станав нервозен. Кај луѓето во соборечките вештини, кај правите мајстори, нема право на грешка, нема право на нервоза. Значи нервозата е тоа нешто ние што ги учиме нашите ученици, дека не смееш да се изнервираш, не смееш да дозволиш никој да те изнервира. За другото, како да не ја покажеме нашата сила. Тоа е најглавната работа што ги учиме децата веќе од кога се од 5-та година нагоре. Кај нас, значи тоа учиме како неговата сила да ја концентрира и како да го повреди другиот или да се одбрани. Но најстрого му забрануваме тоа да го употреби надвор од сала. Значи тоа во сала можеме да го научиме, но затоа цело време, поготово јас како тренер, не можам да гарантирам за другите тренери, за моите ученици кои се од 5 до 10 години, кога еден месец да вежба кај мене, после јас барам согласност од родителите да можам да отидам да ги гледам оценките и поведението во училиштето, за да го имам јас под контрола. Значи, може да од мајка му да има срам, а од татко му страф или обратно, али јас сум тој третиот на кој што може да се довери, кој можам да ги знам сите проблеми и да му ги решам, да го советувам, а без да ја нарушам семејната хармонија дома. Тренерот по буречки вештини понекогаш има многу поголема одговорност од што може да се претпостави. Тренерот по буречки вештини има многу битна, а можеби и клучна улога во развојот на младиот човек. Токму затоа, апелите на моите денешни соговорници се боречките спортови и боречките вештини да бидат дел од класичното образование и да станат задолжителен предмет во рамките на класичниот образовен систем, но исто така не се исклучува и можноста, односно придобивките што сите кои што доброволно и волонтерски практикуваат и тренираат боречки спортови и боречки вештини, да имаат низа други образовни придобивки од нивното тренирање, односно од нивното вежбање на боречки спортови и боречки вештини. Дали тоа значи дека боречките вештини и боречките спортови се начинот на кој што ние ја градиме нашата индивидуалност? Затоа што општата парадигма, можеби општиот стереотип е дека некако луѓето кои што практицираат боречки вештини горе-доле по конституција на тело можеме да ги препознаеме визуелно. Површно е дека сите некако слични се еден на друг, имаат и слични животни навики. Меѓутоа, еве од твоето искуство да знаваме дека тоа е уствари еден процес на учење, каде што секој се стекнува со својата индивидуалност и е тоа некој индивидуален пат преку кој што ние ги се учиме себе и суштината и смислата на нашиот живот. Така, сепак кажувам, ова е една алатка, значи боречките вештини, не е крајното, туку е една алатка да имаш ти да изодиш одреден пат, за да научиш нешто понатака. Значи, не е тоа во моментов сега ќе земам, ќе вежбам боречки вештини, а ќе станем на тоа. Значи, тоа е еден процес, еден пат, еден, како да кажам, долготраен процес, значи, долготраен пат, значи, каже, треба да се совршуваш, не физички само, поготово ментално. Ментално не мислам ја да развиваме ние рефлекс, да развиваме равнотежа, значи правам комплетно за духовното. Значи ако кај нас доаѓа некој дете кој што е живо, кој што има енергија, се закача на улица со тие другарчиња, значи ние треба да го смириме. Обратно, ако доаѓа некој што е буквално повлечено, треба да извадиш од него, значи на некој начин после одреден процес да ги направиш да бидат слични барем на тој ментален дел. Значи треба да дојдеме до оној стадиум каде што цела група таа компактна да ја направиме на некој начин хомогена, приближно хомогена, за да може да делуваме. Пак ќе кажам и за родителите, и за децата. Сите почнуваат да вежбаат во старт. Дали бил истепан, навреден, сака да ојача, сака тело да направи, гледал нешто на телевизија, сака да имитира некој, тоа е стартното. Али крајното, патот, и ствари најбитната работа е
Значи, ученик може да почне денеска, за 10 години да биде светски шампион и да постигне нешто, и него му е живот на желба тоа, и ќе постигне, ќе биде светски шампион. Кога ќе го освои тој појас или тој трофеј, ќе види уствари дека, како да ви кажам, само по себе не е ништото. Значи тоа исто како на планина, се качуваш, ќе се качиш горе, ќе видиш таа убавина кратко, па мора да си нешто. У брчките вештини исто. Значи освојуваш, правиш, доаѓаш до врвот, гледаш каде и кога ќе се свртиш назад, устари гледаш дека оној пат што си го изводил, си добил. Брзина, не знам, си добил на експлозивност, си добил на фокус, си добил на самодисциплина, на самоконтрола. Сите тие работи ти си ги поминал благодарение на процесот. Ние се фокусираме секогаш на крајното да бидеме да направиме тоа добро. Зашто на мозокот му треба, нели, малку гориво, му треба храна. Ама најбитниот дел е овој што треба да го изводи. Ми даде многу добра увертира за следното прашање што сакав да ти го поставам, а тоа е улогата на боречките вештини во образовниот и воспитниот систем кај младите. Ти спомна дека работите со деца и со млади и дека сте постојано во контакт со, да кажам, најсензитивниот период од нивниот раст и развој, и ме интересира кој е твојот став по прашање на тоа дали боречките вештини треба да бидат можеби задолжителен предмет во основното или во средното образование, затоа што историски гледано, например, многу филозофи и педагози кои што ги поставувале тие некои идеални парадигми за тоа како треба да изгледа воспитниот систем, секогаш ги спомнуваат телесните вежби и боречките вештини меѓу другото, затоа што тоа е некој пат да се изгради човек во лидер, да прерасне во лидер и така натаму. Затоа сакам да те прашам твојот став за тоа кое е значењето на боречките вештини во општо во образовниот процес на една единка. Значи, уште пред, не знам, има можда 4 години, 5, предложив до Општина Центар да средните школи, основните школи, а и средните школи се под Министерство за образование, основните школи во општината, да на крај на час, например, кога имаат физичко, да по еден, например, од кикбокс, бокс, карате, винг чунг, кунг фу, по еден представник, едно 10 минути на крај на часот, да му представиме на тие деца, значи од малечки до 14 години, да речем, да му представиме што значи спортот, да му представиме преку зборови, а не да му пуштиме YouTube да ги гледаат моите борби и колку јас таму повредувам други луѓе или ме повредуваат мене. Значи, ако треба да помогне некому, ако види постар човек на улица да му помогне, ако види кеси дека носи, да искористи тука силата, или ако има премногу сила, тогаш да направи 3 тренинзи денеска. Или да земе другарчињата од улица, да ги земе и да му рече дојдете да ве научам јас што тренерот ме учи. Хајде да се тркаме на 20 метри, 30 метри, да правиме склекови. Значи, енергијата да ја потроши во правилен смер, а не да ја трошат дека ако некој, поготово тие што ги вежбаме, му даваме многу поголема самодоверба. Да, замислиме едно општество каде што сите тренираат боречки вештини и сите, без исклучок, подлежат на некој воспитно образован процес кој што вклучува боречки вештини. Како би изгледале поединците во тоа општество? Која е таа пирамида на вредности што сите, дали сите би биле лојални, честни, посветени? Како би изгледале тие? Значи, можам да кажам след, од моје искуство лично. Значи, одиме да правиме семинар во едно училиште, 5-то деление, 6-то деление, хаос во училницата, идеме во сала, хаос, професорот да ги смири, ние го извадиме професорот надвор, затворивме вратата, влезе професорот после поаса, сите седнат мирни. Сега, што му фалело на тој професор? Му фалело начин како да им каже дека на некој начин он е посилен, не силен во однос на сила. Она што го зборевме пред, ментално дека си посилен. Значи ти треба да им доминираш на нив ментално. Кога би имале ние едно општество такво, да речем, идеално. Значи, ајде да не кажам, ама многу работи во општеството кои што денеска се трули и гнијат, тогаш не би ги имали. Зашто? Ако некој се научи тука да има, да почитува хиерархија, затоа што некој дошол пред него вежбал или освоил поише, тој ќе биде таков и во општеството, и во секојдневниот живот, и кон родителите, и на работа. Ако вдека доаѓа на време, не смее да закасни, зашто ќе да биде казна, ќе биде, не знам, пред сите искаран, тоа ќе го прави на работа. Значи, на некој начин, сите овие работи што ние ги бараме како тренери во клубот, се дел од општеството, од секојдневниот живот, и мислам дека колку повеќе, поготово децата, од млади, од, да речеме, прво деление,
ги воведеме во таков систем на образование, ќе биде многу подобро за комплетно целото општество. Ивица, ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека ги мотивиравме нашите гледачи да се заинтригираат малку повеќе за тоа што значат боричките вештини. Тебе ти посакувам многу успех на личен и на професионален план и се надевам на некоја идна соработка. Ви благодарам. Сакам да искажам уште една благодарност значи до вашата емисија, затоа што преку вашите емисии, преку телевизиите ние доаѓаме поблиску до нашите членови, односно до младите деца. Се надевам дека во иднина ќе најдеме се поголем дел на малите екрани. Еве, за жал, денеска во Македонија ретки се телевизиите кои што имаат одвоени моменти за спорт. За политика имаме колку сакаме, за спорт имаме многу мало. И ова е извонредна прилика за сите овие млади деца. Дали вежбаат ММА, брајлска џуџица, кикбокс, дали вежбаат кај нас во Стронгест или вежбаат во друг клуб, едноставно да отидат кај им е најблиску, кај им е најблиску, да може да си се искажат, да може да си она негативна енергија да испукаат на некој начин, да може да се вратат дома мирни и да може да си го тераат животот како што треба. Мислам дека тоа време ни недостасува кога имавме вистински педагози и вистински примери и учители и професори за пример, меѓу другото и тренери за пример. Мислам дека со начинот на кој што се искорумпира образованието, се помалце имаме луѓе кои што се нели и тренери за пример, и професори за пример, и воспитувачи за пример. Ти благодарам многу што го сподели своето искуство и знаење со мене и со нашите гледачи. Ти посакувам многу успех во остварување на твоите цели и се надевам на некоја идна соработка. И благодарам на поканата, ми беше чест. Се извинувам ако бев опширен со одговори, но морам заради гледачите да разберат суштината, што е да не биде во кратки црти, па секој сам да си мисли што сакаше да кажи, туку да знаат за што точно се работи. Дека да не се плашат детето да го пуштат да вежба карате, бокс, кикбокс, дека тоа не значи дека ќе стане тепач, туку тоа може да стане само подобра личност. Се согласувам. Тоа е тоа. Ти благодарам. Благодарам и на вас. Од разговорот со моите двајца денешни соговорници, со Ивица Алексовски и со Иле Ристевски, дознавме многу за светот на боричките вештини. Се надеваме дека успеавме на вас, гледачите, да ви доближиме многу повеќе за тоа што представуваат боричките спортови и боричките вештини и што е еден врвен професионалец, односно еден човек кој што тренира, односно е мајстор во областа на боричките спортови и боричките вештини, знае, може, умее и каква е улогата впрочем на тренерите по борички вештини во образованието на младите и секако нивната, можеби и клучна педагошка улога што ја имаат во општеството. Тоа беше се за денеска. Јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела.